сите, welcome back во Teen Min со Ана. Генерацијата Z е дефинитивно една генерација, еден извор на многу млади, талентирани и амбициозни убави. Денешните гости кои се тука во студио се навистина со многу прогресивни, свежи идеи и едноставно веруваат дека со една превземена акција може да се направи голема разлика на локално, национално и меѓународно ниво. Тие дефинитивно ќе ни објаснат нешто повеќе за тоа како тинејџерите би можеле бесплатно со стипендии да се школуваат во странство. Двајца од гостите се дел од организацијата СОК, што значи Светски обединети колеџи. Тие подобро ќе ни објаснат што како, а тука е еден пример за една стипендирана млада тинејџерка која веќе од септември ќе учи во Канада. Дечки, здраво и добро ми дојдовте. Како сте? Ајде вака убаво сами представете си се, да не јас Оли Дамба. Јована Јовановска и Оливер Васевски. Супер. Кажете ми сега прво како се чувствувате, се надам дека сте добро. Супер. Опуштено. Супер. Ева, Оли вака овде пишува good vibes, така што дефинитивно ќе имаме супер вајб во студиото. Пред се, што значи поточна кратинката СОК и што се опфаќа ова Светски обединети колеџи? Значи, СОК, како што кажа веќе ти Светски обединети колеџи, представува образовно движење. Тука се собираат млади од 16 до 18 години кои што учат заедно, живеат заедно и ги делат вредностите на Светските обединети колеџи. Идејата зашто постои ово училиште е да сплоти заедно луѓе од повеќе од 150-170 држави од светот, за да може да научат за нивните традиции, за нивните култури, различни јазици, различни интереси и така натаму. Нешто да надополниш ова? Па постојат 18 школи во светот, ланец на 18 школи, нели, кои што ја делаат истата мисија, нели, цели, и едноставно тие нудат, нели, поразлични искуства во таа интернационална заедница од, нели, од повише ученици, и нудат нели, покрај самото формално образование, нудат плюс можност за развој, нели, на интелектуално, емоционално ниво, од прилика тоа. Кога беше основано СОК за Македонија, во Македонија и со која цел? Значи, во Македонија, порано, јас не сум запознаена толку многу со деталите затоа што сум се уште помлада генерација, ама моментално, како работи СОК во Македонија, тоа на принцип што го водат ученици кои што имаат веќе завршено на еден од колеџите и тие го вршат целиот селекцијски процес. Моментално ние се трудиме да имаме што повеќе представници од Македонија и секоја година го зголемуваме нашиот број. Оваа година имаме рекорден број од 8 представници, додека во минатото најмногу имавме околу 4 или 3. Така да ова година е дефинитивно успех за нас. Значи раста бројот. Да. Оли, ова значи можеби дека ти токму ќе видиш веќе по 2 години така во тој како да кажам во таа група на луѓе што да ги селектираат. Да, затоа што јас завршив во 2018 година и веќе откако што завршив, ова ми е прва година да работам во комитетот. Супер. Оли, едно кратко прашање до тебе, подоцна ќе ни објасниш поубаво за твоето искуство. Кажи ми, какво е чувството една гимназијалка од Скопје да стане дел од целата оваа приказна и ето да треба да оди за Канада? Искрено не знам, многу луѓе ме прашуваат тоа, нека секојдневно, сега од кога нели излега вестите за тоа дека кидам и се. Супер е, се осеќам, не знам, предобро и едва и чекам да отидам, едва и чекам да дојде август, бидејќи во август идам натака. Не знам, сметам дека ќе имам многу отворени врати понатаму благодарение на ова искуство и Навистина верувам привилегија да бидеш дел од секој ова. Дефинитивно. Кажете ми кои се критериумите за бирање на стипендистите? Дали сакаш овој? Јована, ти го работиш тоа. Добро. Најпрво мора да сте жител на Република Македонија, логично, да имате просек над 4,5, но тоа зависи ако апликацијата е доволно добра, може сепак да бидете примени во наредниот круг без разлика на тоа.
Значи се направи отстапка може, не Да, секогаш може велите да се направи. она стрикно Да, да. петки, нели Да, затоа кажам. што нас повеќе не интересира индивидуата отколку академски колку се спремни. Така. И селекцијскиот процес се врши во 3 дела. Така да првиот дел е онлайн апликација. Оливера е запознаена со апликацијата веќе. Тука имате околу 5 кратки прашања и 2 есеи, од кои едниот есеј е на англиски јазик. После вториот круг се собираме сите заедно, околу ова година имавме 40 апликанти кои што беа во вториот круг. И ова година имаше еден мини камп во едно село во Куманово. Како се поминавте? Предобро. Јас за жал не можев да бидам таму затоа што не бев во Македонија, ама имам слушната дека Имавме шанса да бидеме нека сите заедно на едно место и сите млади луѓе со прилично иста цел, иста мисија, така да се сплотиме за 2 дена. Да, и тоа е идејата на овој мини камп всушност. Освен тоа што ќе избереме луѓе кои што ќе бидат на колеџите, исто да имаат и шанса овие млади амбициозни луѓе да бидат заедно и да се запознаат повеќе. Јас имам уште другари и другарки што ги запознав на мини кампот и без разлика дали се примени или не, останавме во контакт и цело време си правиме муабет до кај сме. Одлично. Веќе ми кажуваат од режија дека истекува времето, не знам зошто требаше да имаме повеќе време, меѓутоа како и да е. Се обидовме да им приближиме на гледачите, нели зашто точно станува збор. Многу ви благодарам. Ми беше драго. Те посакувам многу среќа за Канада. Да, можат на интернет слободно да видат за СОК и да видат за годинешна, следнава година апликацијата како ќе оди. Да си аплицираат, зашто сметам дека можеби во себе не веруваат сега така да бидат како зошто баш јас да бидам избран, ама јас тоа го мислев на почетокот. Така да сметам дека само треба да веруваат, да пробаат да аплицираат и има голема шанса ако дадат се од себе да им се оствари желбата. Супер. Тоа значи сите заедно ви посакуваме секогаш да верувате во себе. За крај ќе упатам една голема благодарност до брендот Circle, како верен пријател на мојата рубрика, на мојата тинејџерска рубрика. Морам да кажам дека нивните колекции се навистина секогаш урбани, удобни, со еден збор совршени. Тоа би било тоа за оваа емисија, а се гледаме ние наскоро. Чао, чао.